Продолжуваат обвинувањата на сметка на антикорупцијска. И денеска партијата Левица продолжи со сериозни обвинувања за антикорупционерите за судирни интереси и заштита на актуелни функционери од антикорупцијска проверка. Левица тврди дека со самото признание на Државната комисија дека во архивата било ангажирано лице со договор за дело, поврзано со партиски, блиски, медиумски и универзитетски кругови и дека институцијата функционирала со сериозни внатрешни слабости, ДКСК всушност го признала она што тие го разобличувале. Со демантот за октоподот, ДКСК индиректно призна дека работи за власта. Така наречениот демант на Државната комисија за спречување на корупција не само што не ги побива на водите на Левица, туку индиректно и ги потврдува. Со ниту еден збор не се демантира суштината, а тоа е дека во мандатот на владата на ДПМН ДКСК не излегува со ниту еден цврст, храбар и принципиелен став за низа флагрантни случаи на непотизам, судирни интереси, незаконски именувања, сомнителни дипломи, тендерски мрежи, партиски и роднински колонизации на институциите. Напротив, комисијата се прогласуваше за надлежна, ги отфрлаше пријавите, не утврдуваше неправилности или ги заглавуваше предметите во фиоки, како во случајот со незаконското именување на генерал-штабот генерал мајор Сашо Лавчински, за кого и по повеќе од една година нема никаков исход, ниту пак ДКСК со својот демант кажува докаде е постапката. Од антикорупцијска пак негираат судирни интереси и местење на предмети, бидејќи, како што велат, софтверот бирал кој член на кој функционер ќе му бара корупција. Председателот на комисијата Адам Чучул за 24 оцени дека обвинувањата се неосновани и целосно спротивни на начинот на кој што функционира Државната комисија. Тој нагласи дека системот за распределба на предмети не дозволува никакви манипулации. Државната комисија уште еднаш укажува дека овај обид за дефокусирање на јавноста, односно за дискредитирање на комисијата и за дискредитација на нејзината работа. Од друга страна, уште еднаш ќе повторам дека комисијата работи неселективно, транспарентно, постапуваме подеднакво за сите пријави кои што ги добиваме и сега дека што има наводи за корупција, односно судирни интереси и несразмерно зголемување на имот, непријавен на имот, иницираме постапки во рамките на нашите законски надлежности. Председателот на комисијата потсети дека ДКСК работи како колективно тело и дека сите одлуки се носат на јавни седници со мнозинство гласови. Инаку Левица претходно обвини дека постои мрежа за контрола врз текот и исходот на предметите, во која клучна улога и се припишува на членката на комисијата Цвета Ристовска и на лицето ангажирано во архивата Татјана Накева.